Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Пред почетокот на уште еден викенд, полициски викенд. Шега на страна, петок, вечерва имам сериозна емисија. Драги мои, све беше убаво изминативе месеци, говоревме за здравието, како да го зачуваме и така натаму, многу се припотресува, станаа птитови пионери, а главното здравје кое ќе ни ги однесе животите, најмалку го размислувате. За жал, македонецот покажува дека е игнорантен, се уште дека некој високо од партијата ќе му ги среди работите. Заборава македонецот зошто и како пропадна еден СССР и со какви последици, зошто падна еден цел источен блок, зошто пропадна Југославија. Се беше добро, освен економијата. Суштината на една развој на една цивилизација е економија. Ние имаме проблем со економијата на глобално ниво. Не само исток, запад, воопшто. Затоа што станавме комодитети, се научивме да живееме на кредит, на пари кои ги немаме и сето тоа се мултиплицира од лично на еден па се до компании. Кога и државата пред, да речеме, 100 години намириса, па зашо да оставаме луѓето сами да си го средуваат животот, ние ќе им го средуваме, почнаа да се појавуваат големите економски кризи. До толку научим. Вечерва гостин во емисија е почитуваниот Јованчо Спировски, со кого еднаш имавме на кратко муабет и од кој разговор заклучивме дека навистина има големо познавање од економијата. И јас би те замолил, еве, уште еднаш да се навратиме на сето она во врска со економијата. Што е проблемот воопшто со економијата и зошто ни се повторуваат овие кризи? Добро вечер, господине Спировски. Здраво, Јанко, стварно добро увертира за ова што сакаме да разговараме. За кризите, економски кризи, секогаш имало и ќе имат. Тоа е едноставно дел од човечкото живење, воопшто дел од универзумот, бидејќи тие се циклични. Целиот универзум функционира циклично, горе-долу, не оди само линеарно, само нагоре, само надолу или константно. Сега, треба да се разберат тие кризи и да знаеме како да ги пресретнеме, а ние фактички, како што и самиот напомена, фактички ги влошуваме повеќе. Значи, тука се бара научен пристап. Што се случува, ево, баш ова ти како што напомена, примерот, новиот дел на Втората светска војна наводно. Фактички имаме еден кензијанско-марксистички експеримент, да го наречеме, кој што веќе навлегува во последната завршна фаза, му се надзира крајот. Зашто кензијанско, марксистички? Кензијанско доаѓа од Кейнс, кој што бил економист на почетокот во првата половина на веков, а Маркс е Маркс. Кейнс почнал како кензијански овај експеримент, со тоа што Кейнс проповедал, тој добро ја го увидел проблемот во однос на цикличноста на кризите и сето тоа. Дали имаме економијата оди нагоре, ќе достигне свој врв, па оди надолу. И тој добро го видел таа цикличност на кризите и решението не му е лошо, меѓутоа му е на несоодветни луѓе е доверена, а тоа е политичарите. Затоа што Кейнс предложил кога ќе биде економијата надолу, за да не се оди многу долу, политичарите да внесуваат ликвидност преку трошење и за да едноставно економијата повторно трне нагоре. И тој дел тука не е толку лош аген, повторно него кого му е доверено. И што е најинтересно, Кейнс самиот на крај си ја признал грешката. И кажал дека требало да му се остави фактички простор на слободната рака, што е всушност капитализмот. Сега, каде доаѓа Маркс? Каде превзема фактички Маркс? Маркс фактички официјално почнува да навлегува на Западот со новиот дил, каде што тука државата, преку тогашниот претседател FDR, ја превзема на себе одговорноста за да излезат од депресијата. Преку државни стимулацијски програми, вакви и такви. Меѓутоа, едноставно, кога му се даде таква одговорност на политичари,
кои што во суштина политичари не може да одговора на такви барања, бидејќи едноставно ја немаат таа способност, го немаат тоа искуство, и второ, од интерес преодвладува не само кај нив, кај сите од нас, и тие се луѓе, и тие две компоненти едноставно ги невозможуваат да соодветно да се адресираат кризите, и затоа тука добро кога ќе дојме до можното решение и како да се адресираат. Сега со теков на времево, значи Кейнс проповедал, во суштина тој рекол, окей, во време на криза може да се оди во дефицит. Што значи тоа во дефицит? Значи може владиве да трошат повеќе отколку што собире. И кога ќе трне економијата, после тој дефицит ќе се исплати. Меѓутоа денеска не е само во време на кризи, владиве нон-стоп се во дефицит. Немат година да не се во дефицит. Тука тој е веќе Маркс. Кейнс рекол само во криза, а не постојано. Готово после Кейнс рекол во време на криза таксите, даноците мора да се намалат за да биде поослободена економијата. А ние денеска имаме, мислам, 50 години наназад, имаме горе-долу, меѓутоа трендот кој ќе се види, имаме тренд на растење на даноци. И тоа е престикано преку трошењето на владите. Ако порано било 5-10%, денеска е 30 до 50%. И така Маркс презема над Кейнс. Види, ама целата идеја мислам дека е базирана врз некои идеални, дека државата и они што ја водат, кога би биле они некорумпирани и навистина би се труделе тоа правилно да го распоредат. А политичар, кога, знаеш како вика народот, иди брцај рацете у мета да не лижнеш. А не познава светот и историјата еден да нема период без корумпиран политичар. Тоа е огромна сума на пари. Ако се сеќаш во филмот Кум со Ал Пачино, како му вика во третиот дел, вика поимот валкани пари започна кога монетарниот систем влезе во црквата, во Ватикан. Личниот интерес. Личниот интерес, дека човекот е... А ми се допаѓа затоа што либертаријанскиот пристап, капитализмот, е свесен дека човекот не е совршен, не е најдоблесен, а Маркс го рачуна, не, ние нема да крадеме, ние нема. Ама еве ги, нема крадење, ама им испропаѓа со милиони жртви и држави и се и така натаму. А додека капитализмот кој делува сурово, па некој начин што се вика па те опаметува ни целиот процес како треба да правиш и што да направиш. Да, те молам продолжи. Мислам, добро сум ја разбрал работава од прилика. Работава со марксизмов е ние гледаме што тој ни нуди како краен достиг. Не знам, некој, мислам, тоа се утопии, сите ќе живееме вака, така. А се забораваме јуреме, окей, чекај, а како ние треба да стигнеме до таму? Браво. Мислам, некако забораваме, го гледаме крајниот резултат и се продават, окей, а како ќе стигнеме? Со тоа што ќе одземаме од оние што имат. Окей, па тие што имат, то го имат бидејќи работеле, значи ние одземаме од оние што работеле. И тоа е тоа социјалистичкиот дел со зголемувањето на даноците. Значи се повеќе и повеќе се одзема од оние што создаваат и со тоа автоматски се делува дефлационо, се намалува економскиот раст и тоа може да се примети во теков на овие 50 години, ако пред во 80-тите кога беше Реган, пример 8 до 10% беше нормален раст, сега се радува на 2 до 3%. И слаб се гледа преку падатоците. И сакам да кажам дека и овај експеримент не оди надолу цело време, нормално, пак има и тука цикличност. Значи, тука доаѓа Кенеди, кој што јако е од демократите фактички воведува добри економски политики, релативно кажано, со намалување даноци, значи тука имаме одење нагоре на економијата, после во 70-тите... Без оглед што е од демократите. Демократите, тој бил она баш вистински демократа. Денашниве демократи се фактички маскирани марксисти. Така, браво, браво! Те молам уште еднаш за да го извадам ова за джингл, повтори ја последнава реченица. 1, 2, 3. Денешните демократи што се во Америка се фактички маскирани марксисти. Намасте. Повели, продолжи. И после во 70-тите
нели Джими Картер, па имало и други тука случувања, инфлацијата била проблем во Америка. Доаѓа Роналд Реган, воведува едноставно, во суштина се многу едноставни работи за имплементација. Треба се разбере, тука можда не да сака да се разбере. Наиста во суштина е еден исти пристап. Зашо пример Германија стана, Западна Германија стана Германија, не затоа што се германци или не знам што. Зашо Реган постигна резултати, зашо Трамп постигна резултати. Едноставно дошол Реган, ги намалил даноците, ја ослободил економијата, регулативите и едноставно ја завршил инфлацијата, доларот оди нагоре, после тоа создава други проблеми. Меѓутоа сакам да кажам во време на Кенеди оди нагоре, па надолу, па пак во време на Реган крева, после доаѓа Клинтон, прави невидена штета што многу не се баш свесни, ама станаа свесни 2008. Истам таа е буквално должничката криза. Молим, да, не до ова со моргичите, со хаузинг. Така, па тоа е задолжувањето со кредитите. Имаше доста комплицирани видеа кои воопшто не беа, иако имаше обиди за многу едноставно да ни објаснат. Дали можеш да објасниш што беше предизвикот за... Апсолутно дека можам, само имаше конволуција на поќе работи. Можам да действам неколку главни сегменти што фактички Клинтон не мораш да слободно објаснувај. Слободно објаснувај. Го поништи Glass-Steagall актот. Тоа беше акт донесен во големата депресија, многу добар акт. Да се само накратко, големата депресија фактички исто не е баш добро објаснато зашто била голема, а повтори мало повеќе причини се случувало во фази. Почетната фаза 31 фактички почнува од Европа. Била голема затоа што долгот на државите од Европа, Јужна Америка, дури Кина бил продаван на америчките пазари во мали деноминации. И најнаш почнува Европа да банкротира, почнала од Австрија, Јужна Америка, само Англија, мислам, ставила мораториум, и се најнаш овие не го сервисираат веќе долго што е продаен во Америка и најнаш ликвидноста, парите пресушуваат. И затоа така и почнала големата депресија, па после неколку години дошол и Dust Bowl, каде што тогаш 40% од силата... Што е тоа Dust Bowl? Молим? Dust Bowl е временски неприлики за земјоделството. Dust Bowl? Dust Bowl, така го викаат. Суши и такви работи. Топка од прашина. Да, така, да, добро, така е. добро. Тогаш било 40% од работната сила во Америка било земјоделство. Така. И тука фактички големата депресија прави се префалја од земјоделско на индустријско во тој период, пошто се едноставно приморани. Океј, сакам да кажам дека овие било со долго се тргувало. Меѓутоа tukаш добро го очиле тоа, рекле океј, мораме да го разделиме банкарство на ризично, да речеме ова шпекулативно, и ова што е стандардно банкарство. Не можеме две во исто да ги клаваме, вака две во исто ги клаваме. Добро. И фактички овие пропаганда влече сите надолу. И тоа било во суштината на Glass-Steagall актот. Се дели на стандардното комерцијално услужно банкарство и се дели шпекулативно. Услужново имаш мали камати, меѓутоа имаш поголема сигурност, кај шпекулативново имаш поголеми камати, меѓутоа имаш поголем ризик. Дали тоа значи банкарството поврзано со компании и од друга страна со луѓе кои си имале свој заштеди или воопшто збори? Воедно, практички биле воедно, не биле раздвоени. Така. И кога паднало ова, фактички ги повлекло сите надолу. Ликвидноста пресушила, зашто била дефлација големата депресија. И сакам да кажам дека тој акт бил многу добро замислен и не бил трнат до 99 и функционирал. Доаѓа Клинтон и министрот за финансии Голдман Сакс, за да можат слободно да тргуваат, го тргаат тој акт. Како тоа слободно да тргуваат? Не разбирам. Вакво ограничување не можеле, ова инвестицијско банкарство било поделено од стандардно, не биле две воедно. Значи заради личен интерес они ова го прават? Да тргуваат, да. Вака имали ограничување. Вакви ограничувања фактички треба. Во суштина му клаваш, му ставаш ова треба, това не треба, а не пример ти можеш ова да го правиш, ама ќе ми платиш данок. Кој тоа ги одредува тоа, кој што смее да прави, нели збориме за либертаријанскиот пазар да биде нерегулиран, само од себе да се регулира во суштина.
или некоја делумна регулираност? Не разбирам. Делумна регулираност, меѓутоа прашање е како ќе се изврши таа регулираност. Не можеме да му даеме на луѓе, тука има пример друг пристап. Ако се види во историјата кои системи на владење функционирале, пример има еден многу добар систем од Женова, каде што тој што бил главниот душ, не знам како го викале, доч, не знам. Тој се менувал секоја година. Значи не бил доживотно и бил биран од тие богатите што фамилии. И сега тој кој ќе бил една година на власт, не му било него во интерес да донеси закон што тој утре кога ќе се врати после на година да биде против него. Тој значи работил во интерес и собствен. И тој бил систем што и се треба да се види тука акцијата, не можеме ние да имаме вечни политичари кои што се стално на страната на трошење на буџетот, него мораме да имаме луѓе кои што треба да ги донесат регулации, прво да се на странава кај што се прават пари, кај што се плаќаат даноци, па после да премине на другава страна и тоа со ограничени мандати. Пример, претседателот на Америка е со ограничен мандат. И Трамп сакаше таа реформа да воведи во Америка, ама не е стигна до незе. Али која реформа? Воведување мандати, да немаш вечни политичари. Па нели збориме за електирани или воопшто политичари кои ќе се занимаваат со политика? Пример, да можеш само да имаш 2 мандати пратеник. А пратеник да 2 мандати? Пример, да си пратеник само 2 мандати, после 2 мандати немаш право. Или врати се во приватно, Господине или оди... Спироски, па што ќе прават ова паразитиве? Има луѓе кои ги познавам, кои се во парламент, уште од пубертет, кои немаат еден ден работно искуство, чекање плата, заработување за плата, работење за соработници, а кога ќе дојде време за избори, ги слушаш, треба да се работи. Како таков неемпатичен човек кој појма нема што е борба за живот, што е да создадеш плата, ти располага. А уште ние абдали му аплаудираме. Браво. Баш добро што го спомна ова, баш од ова доаѓа нивната неспособност. И се ние на таквите му даваме мохта на државата да решаваат. Врз основа на што ќе решаваат. Треба да имаш искуство, треба да имаш знаење да знаеш правилно да решиш. Настрана личниот интерес, да него не да рачунаме овде. Наспроти тоа, овие што им се гади од Доналд Трамп. Да, Доналд Трамп не е добар политичар, ниту е виличар да каже она што сака да чуе. Ама човекот е бизнисмен, менаџер, и тоа голем менаџер. И он проблемот го решава менаџерски, не политички. Баш така. Значи, што имаме проблем, имаме преку граница. Како да го решиме? 100.000 луѓе неаме. Зид. Има зид, кинезите имаат зид, евреите имаат зид, Унгарија имаат зид, Австрија имаат зид, мислам, зидови, огради и така натаму. Значи потребно. И он го решава тој проблем. Како се заќутаа хиспаното, африканците и така натаму, тие што безделничеа, сега откако им даде работа, не знам, мислам, опозицијава више не знае што да прави. Зошто? Оти човекот вика, да ги решам проблемите социјални, ја треба да отворам работни места. За да отворам, мислам, као терминатор е онака. За да отворам работни места, треба фабриките да отворат работни места. И дојди ваму, што ти треба тебе? Даноците ми се високи. Рамен данок. Мислам, дури не треба ни многу филозофија. Тоа не треба многу едноставно. Многу едноставно, пушти ги луѓето да дишат и да видиш како брзо сите подобро ќе живеат. Тоа е просто неверојатно. Ама не, они сакаат Обама да им збори, види, геј популацијата, сега е подобро. Мислам, не е тоа, немам ништо против тоа, него и таа геј популација, и стрейтери, и религиозни фанатици, подобро ќе можат сите своји права да си ги остварат ако материјално се стабилни и независни. Толку. Баш така, проблемот тука, слобода што сака нека прават. До тука не е проблемот. Проблемот е кога тоа ќе се пресликаат преку даноците на нас, да речам, што создаваме што она, и сега тоа на нас не се пресликува преку повисоки даноци, значи ние мораме ни финансиски да ги издржуваме, бидејќи така било хумано и било фер. Океј, па нека работат и они, па нека биде хумано и фер. Така, сите да работиме и да направиме една најголема тегла кај што ќе ставаме пари за поплава која ќе дојде, за ова зона, за не дај Боже болно дете, здраво дете. Како да се реши, да.
Има начини баш тоа како да се реши. Да продолжиме, значи кризава, молам. еден дел беше оттргање на тој во значи ограничување и фактички се споја трансакционово инвестицијско банкарство со комерцијално и фактички тука се банките веќе престана да биде тоа на банки во класична смисла, него станаа трансакциони. Што значи тоа трансакциони? Ако пример јас сум банка и идаш ти кај мене и земаш хипотека за куќа. Јас ја чувам таа хипотека кај мене 20-30 години колку што сум ја зел и 2 пати, 3 пати ќе те проверам пред да ти ја дам, дали си кредибилно способен. Сето тоа се фали она најнаш зашто нив не ги интересираше и да само собира хипотеки, тие не ги држаа како нивна одговорност, ги пакува и ги продава. И тогаш кој дојде како, ајде земајте, не се проверваше. Тука веќе навлегуваат и рейтинг агенциите. И тие само маваа печати, без да се провери, без да се види окей што има овдека. И мислам сето тоа и што беше се деси многу безобразни работи се деси, луѓето во Америка тоа го знаат. И Трамп победи ради не што е Трамп, него Трамп победи како гнев на луѓево, што до тога, зашто Трамп може да се рачуна фактички како трета партија. Тој пред да отиде со демократите мораше, не знам, 12 републиканци да ги тепа и то јавно им излезе на сцена и му кажува на сите тие донатори, вие не мојте ме да ме купите. Овие сите му има мислам јавно Трамп во лице кажува. И сега не затоа што е он доблесен, затоа што е практичен, дури и за сопствена корист и за општа корист. Точно, затоа што човекот, мислам, како вика, не можеш да ме купиш затоа што тоа што јас ќе го направам е од корист за мене. Од корист за мене е луѓето да имаат да јадат, да имаат работа, да се здрави, да биде мирно. Затоа што во такви услови ја можам да си го развивам бизнисот. Кај политичар тоа не важи. Тоа е неверојатно, едноставно не важи. Трамп тој има доволно пари направено и нема да живее уште не знам 50 години. Него му е тој го кажа всушност што му е него мотивацијата. Тој вика тоа држава направи доволно и премногу за мене и сакам јас сега да ја возвратам на државата за тоа што би го направи за мене во суштина. И така е. И така е. Патриотски пристап и сега што се случи тука, значи рейтинг агенциите исто тие го има ова и мислам и во филм опишано The Big Short и сето тоа. Тој дел е добро опишан, не е опишан овај политичкиот дел. После имаше, тоа беше неверојатно безобразно, значи главниот што беше CEO на Goldman Sachs, во времето додека се развиваше, се тоа се спремаше кризата, значи од 99-та до тамо 2008, негде 2006-та од главни, зашто Goldman Sachs видоа кризата. Знаеја, тие ја правија, мислам, беа на врвот, имаше и други, ама тие беа на врвот. Затер на гледачите само у една реченица. Кои се и шо се Goldman Sachs? Goldman Sachs е инвестицијска банка. Сега сакам само да кажам на љубители на конспирации, нели, за Ротшилди, Рокфелери, нема потреба тие да се вадат, тие се веќе одамна заминати. Ако денеска се бара некој што прави, да речам, не би рекол конспирации, него ја злоупотребува моќта на политичарите, што ги има политичарите, е Goldman Sachs. Во 80-тите беа овие Фибро и на Goldman Sachs веќе му се гледа крајот, сега наредно што веројатно би било JP Morgan, меѓутоа не верувам дека ќе дојде, пошто претпоставувам како што историјата ни кажува Кина ќе ја превземе приматот во однос на економијата и финансиите. Независно, значи се минуваат тие работи, Goldman Sachs е инвестицијска банка, тие викаат фактички трейдериве Government Sachs, пошто види ги после Клинтон фактички сите што се министри на финансии се екс Goldman Sachs. И сега човекот што беше главен на Goldman Sachs додека криза се развиваше, со време си дојде на Министерство за финансии, за да може после помошта да насочи кај што треба. И тоа беше страшно безобразно, например, од дозволија тие Bear Stearns и ова другиве вторава како се викаше да пропадне, а можеа да ги спасет. А IAG кога беше за пропагање, не нив ќе ги спасиме, пошто Goldman Sachs ги имаше таму осигурано инструментите и то му наложи на Goldman Sachs, на IAG да му дај 100 центи на долар. Тука во такви работи се преговара стално. Малце тешко те следам. Се пушти низ удолница, ги раскажуваш работите како да ги разбираме. Така да малце прибери се како да имаш мали ученичиња, значи зборени со јасни фрази, не како филм кој заедно сме го гледале. Значи, сакам да кажам дека тоа беше злоупотреба на политичка функција
Тоа е тоа социјалистичкиот дел, ја што би го рекол, му се дава мокте на политичареви, овој се толку безобразни. Goldman Sachs исто внесен тука, што ја злоупотребува таа функција, злоупотребува таа мокте на државата во своји лични цели. И пример, некога ќе речи Америка е капитализам, па беше во 19-тиот век, јас најдобро што имам најдено термин, само момент. Да. Ајде замоли го комшијата да не ти звони. Да не му пратам камера да се види после на телевизија, па кучиња да го бркаат. Се шегува. Чувам сретнато што добро го нарекува овој систем се моментално во Америка и на Западов, Насим Талеб, еден од исто страшно добри трейдери. Тој го нарекува корпоративен социјализам во суштина. Океј, да не навлегуваме, значи Клинтон му беше и вториот проблем што го создаде Клинтон, тој му се закануваше фактички на банкиве, стандардни, да речам, услужни банки, преку јавниот обвинител дека мора да му даве хипотеки на луѓево. Фактички имаше закани. Значи тие две работи од Клинтон му наложи, зато пример Канада, јас тогаш бев во Канада, живеев во Канада. Канада не ја ни осети тој дел од кризата на банките. Банките, јас се сеќавам тогаш земав исто хипотека. Па мислам, не знам како добро те онака баш те тресет и ќе ти предпоставам многу добро го направи, зато Канада не ги осети. Значи Клинтон со тие две работи фактички ушеднаш да те опоменам. Значи доврши ги речениците. Имаш деца пред тебе. Не 60 годишен. Објасни им како на луѓе кои прв пат слушаат. Не, продолжи сега. Јас те разбрав, ама да ти кажам дека не секој му е јасно, така да слободно да објасни се, јас ти реков ќе ти дам максимално простор да кажеш. Не, слободно коригираме ке што не е јасно баш добро за да знам, разбираш, за да доврши ја реченицата, на пример, викаш на Канада тоа многу. И сега ја те разбирам дека многу лесно сакала, ама мора да го доискаш. Критериумите за добивање на хипотека во Канада беа кој што требит, а Клинтон фактички не што ги спушти, него ги форсираше на банките преку закона со јавниот обвинител ушена злоупотреба, дека мора да дават хипотеки под критериуми, затоа тие ги викаа subprime mortgages. И фактички се издадоа многу кредити кои што не требит, се ослободи просторов за се споја инвестицијско со стандардно банкарство, веќе се премина во трансакцијско, не се чува хипотеките на книгите, не бе нивна обврска, само ги зема и ги продава и тука праја профити. Што е тоа хипотеки на книги? Хипотека на книга е кога ти ќе ми даш хипотека и кај тебе држиш 30 години, не ја продаваш на друг, ја чиваш кај тебе на книгите, од банка, ти си банка при. Значи, некој земал, ако те разбирам, некој земал кредит од банка. И нормално задолжен е законски на банката да ја отплаќа рати 30 години, така? Точно. Да. Сега, банката решава твојот кредит да го продаде на друга банка. Зошто и како не навлегуваме. Ти без многу размислување го земаш тој, затоа што гледаш дека е ефтин, чат пат не е многу ризичен. Ама за да иде тој бизнис, колку што разбрав 2008, тој имало едни, на други, на трети, на четврти, препродавање, а за да му биде посигурно дека ќе биде вратен кредитот, они па даваат уште повеќе кредити, уште поевтини, кај луѓе кои не се кредитно сигурни, бидејќи нели кај нас како прават, зошто отстануваат банките? Не бе брат, он не ти дава, ама ја немам ништо, сакам да развијам бизнис. Не, нив ги интересира само алкалоид, ги интересира, не знам, Веро, Кам, Тинекс, оние што се успешни. Не ги интересира развој, зашо нема развој у Македонија. Оти банката не ќе да инвестира ништо што не му е сигурно. Банка ќе се инвестира затоа што така ќе се ги врати парите. И сега во Америка па идат другаче. Он вика за да го шири и влијанието и се поевтини и поевтини. И после во еден момент се повеќе луѓе задолжени во кредити, а секогаш тоа математички е, ако имаш ти 10 кредита, 9 сигурно ќе ти се вратат, затоа што имаш контрола. На 100, малце бој, на 1000, на 10.000, на милион кредита, малце тешко ја контролираш ти. Која банка може да контролира милион луѓе
дали се кредитно способни, дали ќе вратат нова. И сега вика, дај да ја продадам на друг и ефтино ги препрода. Така ли прават они во суштина? Океј, тука многу е битна мотивацијата. Ако ти си банка и му даеш некому кредитот и го чуваш кредитот како твоја одговорност, многу добро ќе размислиш пред да го даеш. Меѓутоа, ако само го даваш и одма го препродаваш, веќе тоа не е твој проблем. Тоа е проблем на тој што си му го продал. А ти правиш, да речам, на таа препродажба, тука ги правиш парите, физ имаш. Така, за некој промил. Еврејска работа. Купи на големо многу и со минимална овакво заработувачка со тоа што мене евреин ми кажал. Вика, не е работата од едно да заработиш 100, туку од милион да заработиш 0,1. Вика, затоа сме вика ние успешни у тоа. Кога е на тебе, размислуваш поинаку. Кога ќе ма продаеш на други, уште правиш профит при тоа, тогаш одма се мени начин на размислување. И после, значи, доаѓа кризата, па 2008. централните банки тука мојме тој дел да се навратиме ако здраве се надам стигнеме за што се случува фактички денеска, дека се применуваат истите мерки кои што ни тогаш не функционира и сега кои што се досега бројкиве не покажуваат дека ќе функционираат и сега го има извршувато така. Па доаѓа Трамп и повторно истото. Ја ослободува економијата и тука има една интересна работа, пример, треба да се слуша Трамп. Трамп кога сакаше да ги донесе, да ги намали даноците, имаше тука проблем, тоа прекрасно го изигра политичко, дори и мене без бони како тоа го изигра. И тој кажуваше, зашто тога со Трамп, со Обама беа даноците на фирмите corporate 38%. Кина 15 до 20%, зависно од она. И иронична ситуација, луѓе мислат дека е во Америка капитализам, а Трамп викаше пред да се донесе, вика, we must match China. Значи мораме да ги слезиме, да носиме колку што е Кина. Значи уште еднаш, колкави беа економскиот бум на Кина, еден од условите беше и ниските даноци, така? Пред ефтината работна рака. Да, работната рака. Добро. Колку беа Добро, тоа да, апсолутно стои. Да. Нема поевтина работна рака, а постручна у светов од кинеската во моментот. Да, тоа е нивната најголема. Развија тоа, јас мислам лично бев Кина, видов што се случува. Пример, отидов во фабриката, се отиде и требаше за квалити контрол. И сега поради временски разлика морав тамо 2-3 сат сабалје да се седи, да се работи. За тогаш Канада нели ги имав на линија и не еден тројца имаше млади дечки, буквално со тебе, нешто ако запишиш или ако го фрлиш долу на земја, одма го собире. Што е тука суштината? Тие сакаат да видат како се работи, да дојде до знаењето. И му кажува, Кина тоа многу добро го виде, поготово после кризата 2008, не е работата во ефтината работна рака. Не се тамо парите. Парите се во знаењето. Кај се фабриките, кај сака нека се, ова е веќе време на знаење, индустријското време ќе мислам си замени, веќе се роботи. Парите се кај знаењето. И то Кина многу добро го и што видов образование тамо и сето тоа, мислам, зато Кина ќе си дојде. Не е идеална, далеко да е од идеална, али споредена во однос на Западот е подобра и тоа ќе си се до крајот на деценијава ќе си дојде како што се работиве, што се одвиве. Така, кога си на ниско имаш мотивација да си го подигнеш нивото. Кога го подигаш нивото, имаш тенденција повеќе да уживаш наместо да се бориш. И затоа се тие циклични периоди каде што едноставно, чекај бе, имам $5,000 плата, заслужено, така? Ама со $5,000 кој ќе се тепа бе, мислам, сваќаш, дај малце уживај, па не е тоа животот. Ама тој у Кина, што се борел, што памти дека татко му се борел за шака ориз, тој опинци ќе искине за да успее. И тоа со истата цел. Така да и Кина ќе ја видиме дали за 10, дали за 100 години кај што ќе дојде у следниот циклус. И сега како паметно ќе се одигра, тоа е веќе една друга теза. Но да видиме. Ја имавме, значи кризата ми ја елаборираше многу убаво.
доаѓаме до денешно време каде што сите мислиме дека економијата е во опасност заради короната. Но ти ни укажуваш дека ова што денес се случува, короната е само ситен сегмент на едно лошо економски, на серија и низа лоши економски политики кои ги воведуваат државите. И тоа ние што им се восхитуваме, европски, американски, затоа што работеа левичари. Имаше едно објаснување и ми вика зошто оние левичарски протести, знаеш, против богатите, против ова, против она, што Сорос ги организираше во Америка. Во суштина нив им одговара социјализмот, ти коригирај ме, им одговара социјализмот, оти социјализмот ќе глуми некаков капитализам како Кина, но ќе биде протекционистичка спрема најголемите компании. Така што системот либертаријански, каде што секој е изложен на криза, ама секој има шанса, значи тие или јас ако дојдеме до подобра идеја, до подобар продукт, ние никогаш нема да имаме шанса затоа што целиот протекторат државен, наводно заради интересот имало многу вработени и така натаму, ќе се насочи. Една од големите грешки, по мене за Реган, беше што го спасуваше Крајслер. Големи пари му даде на Крајслер. А кризата, според либертаријанската теза, е системот сам се прочистува ни сето тоа. Да, болно е, ама ако не го направиш тоа, имаш војна па. Браво! Тоа е тоа. Види, има кризи кои што се луѓето успешно се справиле. Пример, 19-тиот век во Америка има оставени се едноставно пазарот луѓето без интервенција на политичари. Ако се види суштината на тие кризи зашто се случиле, пак ќе се најде политичар вмешан. Како беше онај гркот, под секој камен има политичар, тој грчкиот филозоф. Уште од грчко време истата приказна е. Так. Под секој камен ќе најдеш политичар, фактички горе-долу кога најдеш проблемот може би бил, меѓутоа ако најдеш политичара ќе најдеш само го влошил проблемот. И сакам да кажам, немале централна банка тогаш, меѓутоа самите банки интересот ги натерал да се организира, па направили уште тогаш имало, не го нарекли тоа квантитативно олеснување, али иста идеја, али поинаква реализација. И успеале. После доаѓа JP Morgan, исто има криза во 900 и не знам која, тој фактички самиот изиграва централна банка и го спасува, има успешни менаџирања на кризи. Али, што е тука индикативно? Не се мешале политичари. Пошто овие знаеле што да прават, банкари биле, тоа му било бизнес. JP Morgan бил страшно добар банкар и авторитативен. Не го бие добар глас ради Тесла, али мојме и тоа друг пат да го дискутираме, дека и тука нема баш, не е се целосно кажано. Али човекот бил страшно добар, интуиција, искуство и успешно ја средил кризата. Значи имаме и примери кај што кризи кои што биле добро менаџирани и решени. И така, тоа треба да учиме. Значи, менаџирање на криза треба да биде за ублажување, а не за потполна контрола, бидејќи после големата депресија имавме голема светска војна. Мислам, луѓето не име јасно причина и последица. Не било тоа затоа што Хитлер се родил. Хитлер, да не била големата криза, немаше ни да дојде до војна, немаше ни да се влезе, ама луѓево упорно. Знаеш што, проблемот е во психологијата на човекот кој сака, како викаме ние македонците, никој не може толку малку да ме плати колку што малку јас можам да сработам. Тоа е, мислам, по-ниска, по-расипана мисла не постои на планетава. Ама, соодветно на тоа, ние си го имаме и условите во кои си живееме врз нашиот ментален склоп. Со секоја чест за честни исклучоци. На крајот на криштата, зошто не се прашаат македонците? Абдали ли се луѓето, кога си заминуваат од Македонија, зошто идат во Австралија, Канада и Америка? Зошто? Ке речат заради лошите капиталисти, зошто не идат у Русија? Зошто не идат у Кина? Венецуела, Норд Кореја. Зошто не идат? Зошто не? Заради системот, не. Заради слободниот пазар. Оти знае дека ако почне да некаков бизнис, само негова одговорност дал ќе биде добар или не, дал ќе успее или не. Овдека ние чекаме да дојде нашата партија на власт за да се вработиме.
и крај на програмата. Тоа е социјалистичкиот дел кај што Ама ќе оваа ги земе земја- парите на друг и Јованчо е правена да биде комунистичка, а не слободен пазар. Овде народот не ќе да создава, он сака друг да се... Види, ја ќе работам, дај ми плата и уживанција. Мени го системот да видиш како може народот да создава, пошто Кога истиве ќе луѓе љоснеш на дното, кога ќе љоснеш на дното, ќе ти дојде паметот. Ние Точно. уште не сме. Не сме, очигледно не сме. Да, точно да. Така што диаспората многу добро знае зошто заминало од тука и зошто еден ама прости луѓе биле. Да, ама него тој прост човек успел да создаде. Што еве ти како попаметен, што не успееш? Ете Бурекџија бил у Канада. Ама имало пари. Абе тие пари не паѓаат од неба, он работел. Ти работиш ли овде? Ама политичарите, па дозволуваш, кој ги гласа тие политичари? Не доаѓаат од бар со летачки чини и со пиштоли? Ние ги гласаме. Значи, ние си го правиме обкружувањето. Овие последици, Јованчо, што сега на светско... Зошто ја анализираме Америка? Затоа што она што се случува на Америка, едноставно се пресликува и на целиот свет. Предпоставка. Кога Америка ќе кивне, цел свет качува температура. Нешто слично ќе биде еден ден и со Кина, како што викаш. Што дали сега ова кризава со корона, со закочување на... Кажи, имаш некој... Ајде продолжи, сакам да почнеме за тој еден слайд ако може да покажам за да почнеме да видиме фактите што се случува. Како ќе го покаже слайдот? Share screen. Повели? Океј, само еден Сакаш пауза да направиме? Молим? Сакаш пауза да направиме па да продолжиме? Да го кажам, овај може да направиме пауза. Добро. Ова што кажат за империите, пресметано е циклично на околу 309 години империите исламири се траат. Америка, нели прето Англија, во суштина тој циклус тој е после се дели на подциклуси, фрактално е тоа, меѓутоа во суштина пресметано и тоа отидено е назад пред Рим и сето таму и на 300 и нешто, тоа се 6 брана од 57,6 години. Значи има и тука модел и тој модел е изведен е фактички. Значи има шанса за нас. Работеве да ги согледаме си овие работи. Фактички јас живеев на запад, 8 години и се вратив во Македонија. Зашто да мораме доиме, зашто да не го донесеме тоа овде и ништо да го донесеме, да го направиме подобро од нив. Будала што се врати. Да видиме што е добро, што не е добро. Зашто се врати? Извини. Да? Едноставно се пристапи научно, дај да видиме што е и многу е, мислам, секоја чест што си така да речем либертаријански настроен за да народот да може да ги слуша сите страни на дебатава. За да му се каже на народот дека има и други можности, дека има и фактички решенија што функционира, да слушаат и други идеи, нели, слобода на говор и сето тоа. Не е само ќе продаваме Данска и Шведска или не знам што и некакви утопии. Има и друга страна, пример, зашто да не сме Дубај? Дубај е пример денеска капитализам за мене, 0% директни даноци, 0. Има ДДВ 5%. А чекај, кога ќе видиш Дубај пред да се направи баш пустина. Драчево беше Велеград пред 30 години за Дубај. Кој извини? Драчево беше Велеград. И што не направат и нешто сложено од провери. Има и зашто тој може да се објасни. Добро, да не навлегуваме. Јованчо, окей. Пауза, па одиме на што се случува во моментов. Окей. Режија, почитувани, одиме со блок реклами, а веднаш потоа се враќаме во студио. Продолжуваме разговорот со господинот Јованчо Спировски, кој се уште е на Skype линија. Јованчо, би те замолил да се вратиш првин ти со слика, пред да идеме со твоите овие слайдови кои ги подготви. Дали се слушаме, Јованчо? Се слушаме? Да, тука сме. Океј. Продолжуваме, значи, каде застанавме сега? За што ќе збориме?
влегме во вистинското. Да се види што ни кажува вистинската економија, не предпоставките и фактички да пробаме да расчистиме неколку заблуди што се има доста заблуди, да пробаме барем некој да почнеме да ги демаскираме, да кажам. Пример, може ова ќе пробам да има малку повеќе, ама ќе пробам да биде ефикасно колку што ни дозволува времето. Пример, што се пари? Треба прво да разбереме во денешниот систем. Има примери на заблуда што е упорно, иако реалноста, реалната економија ни го кажува спротивното, се шири таа заблуда дека количината на пари се врзува со инфлацијата или ако печатиме поќе пари, наводно тоа е инфлационо. И упорно реалноста ни го кажува спротивното, меѓутоа таа заблуда никако да исчезне. Сега, зашто е тоа така? Ево да пробам да се објаснам, ако се види што се пари. Ова е кредитно базирана економија, базирана на кредит примерно. Она како ние што го знаеме пари, што ги имаме в джеб, ако се сила 3 до 5% од монетарната и то примарната монетарна маса, остатокот од монетарната маса е фактички парите се создадени од банките преку кредитирање. Значи човек оди да земи кредит во банка и банкава му дава и фактички тогаш банката создава нови пари. Ама не ги печати тие пари. Не ги печати, таа ги има како резерви. Меѓутоа, да речем 90% од парите чуваат 5-10%, некои не чуваат воопшто или многу малку. Сакаш да ми направиш разлика пари со покритие, за да не носиме злато и сребро у джеб, носиме документ дека имам злато и сребро. Сега веќе тоа го немаме. Парите се, како ми рече еден економист од Харвард, доларот денес не се базира на злато и сребро, туку се базира вредноста на доларот врз силата и доброто име, значи имиджот и доброто име на Америка во сите нејзини сегменти. Значи реално покритие во злато, реално покритие во војска, но сите сегменти кои ги има Америка е една општа проценка дека нивниот долар толку вреди и затоа е толку баран или не и така натаму и така натаму. Адам Смит, тие исто е од друга заблуда дека мора да е злато, тоа никој паш не функционирало, кога ќе се врзи валутата, затоа што не е разбрано што се всушност пари. Позади вредноста на валутата фактички стои вербата, наша верба, оствари стојат луѓето на Америка, они што создаваат, значи нивната продуктивност. Тоа многу Адам Смит има препознаено, значи позади доларот, еврото или марката што беше стои продуктивноста на луѓето кои што стојат позади таа валута. Што тие создаваат? Продуктивност, значи ние можеме како Венецуела, пример, што ако има нафта, што ако има не само нафта, таа е пребогата со ресурси. Или Русија ако се оди по таа логика, Русија треба да е супер сила, пошто има најмногу ресурси, меѓутоа не е. Па е супер сила Русија, а мислиш економска супер сила. Да. Она е воена супер сила, економски не е затоа што не произведува, она има само генерално ресурси. Светски познати брендови кои се продаваат низ цел свет руски, освен Калашников. Не мора ево на Америка, да земе на Германија, на Кина, Јапонија, значи нема тие никакви ресурси, а нивните валути се парани. Значи, сакам да кажам да пример, јас немам пари воопшто, да се предпостави, и одам во банка и му велам дај ми кредит за не знам толку и толку. Добро. И тој проверби, таа значи ти работиш ова, окей, ќе ти дам. Значи најна се создале пари. Јас немам пари, одам банка ми дават пари. И тоа е тоа создавање преку кредитирање. Да, ама проценува види, добар е момаков, ќе го биде, имаме доверба, има нешто имот, така да ризикот е мал. Да, сакам да го кажам моментот како се создаваат парите. Значи јас одам без пари во банка, излегам со пари. И после си ги сетирам и сето тоа. Одиме за денеска. Сега, на тој начин се создаваат најголем дел од пари. Ова е кредитно базирана економија и тоа е прекрасно замислено. Некои го следуваат кредитот. Не бе луѓе, тоа е прекрасно замислено, функционира. Кредитот и слободата се двете примарни причини за огромниот раст на капитализам. Проблемот е тука секако злоупотребен е системот повторно од кого, ако не од политичарите. Кој е најголем должник? Државата. Тоа е злоупотреба.
тоа може да се вратиме назад како тоа да се реши. Затоа што државата со задолжување купува социјален мир и сето тоа е со виши цели образложено и потврдено. А знаеме дека ни 10% од тие зајмици не влегуваат реално за да ни го подобрат животот. Еве, Македонија е задолжена... Тоа е социјалистички момент, да. Колку е Македонија задолжена? 3-4 милиарди вкупно? Јавниот долг отиде над 5, мислам. 5 милиарди. Ствари, да, ма годинава еден ќе отиде можда е над 7. Значи, 6 сигурно, да. 5 милиарди фрлени во ова општество, да речеме, последниве 10 години, па требаше да ги осетиме. Тоа е само главницата, тука ако се додадат и каматите има уште. Не, кажувам, ете, не сме имале ништо, сме земале кредити, сега имаме пари. Како тоа, земаме пари и пак неаме пари, за разлика од сите други. Се шегувам. Дај да се вратиме на графиконите. Сакам да кажам дека пари... Пошто веќе влеговме преку 21 часот, имам уште пола саат, да. Значи се кредити, не се онаа пари, значи банкиве ги создават париве. Така. И тука не е проблемот, тоа е прекрасно замислено. Добро. Сега најна што се случува кога идат криза, овие шимет земено пари кај банкиве дел враќаат, меѓутоа дел не враќаат, банкиве станат по-конзервативни, се затворат, помалку кредитираат и најнаш тоа се вика кога е убава економија, кога ќе одат кредитиве, тоа се вика леверидж, се крева значи нагоре. Најнаш иде криза, банкиве, зашто и банкиве имаат одговорност према штедачите. Замисли ти си банка, не можеш што сакаш да имаш одговорност. Ако пропадне банката, губиш работа, значи работиш од собствен интерес за оние што ти ја дале довербата, штедачите. И ќе размислиш два пати и се гледаш дека има криза, во случајов вештачки ништо не се да речам затворено, кому ќе му даш кредит кога гледаш дека не функционира економијава. Што ти е поентата? Се прави контракција на парите се намалува. И сега, значи тоа е контракција се прави, се вика контракција на кредит. И најна сега идат федералниве, централниве банки и фрле трилиони. Меѓутоа, инфлација нема. Зашо? Затоа што контракцијава е многу поголема негова што пробвид да го централната банка да го надополни. Се надевам дека не е лошо објаснето, од прилика. Сега што се случува? Има тука поќе сегменти, значи почнеме од основиве. Значи ти рачунај главниве пари ти имаш делеверидж, имаш контракција, иде централните банки пробвед да го надополне таа контракција, меѓутоа премногу е голема контракцијава, затоа што ни 3 до 5% не се оние пари. И плюс, и тука има уште една друга работа, исто многу битна. Фактички тие кога ќе ги внесе тие пари, тоа не се нови пари. Тоа се веќе пари што се во системот. Зашто, пример, што значи ова тие викаат печатење пари? Тоа не е всушност печатење, тоа е swap. Swap значи преведено трампа, се трампаме. Значи јас сум, да речам, банка, имам купено долг од владава, имам државна врзница. И таа има некоја си вредност, или сум хедж фонд или било што. И сега мене, тоа се фактички пари, зашто јас можам таа врзница да користам како колатерал да ја клам на Ripple Market и да тргувам со нејзе. Значи фактички долгот е кеш на кој што добиваш камата, зашто добиваш камата на врзницата. И ти сега кога ќе ги смениш, кога ќе ги ја земеш од врзницата, а ги пушташ париве, фактички ти не си внесол нови пари, само правиш трампа. Ова не знам дали е баш... Те разбирам. Пари што постојат во системот, значи пари не се само овие што ги држиме. И долгот е фактички пари. Затоа што јас тој долг не го чувам на книгите, одам на репо пазар, како го користам како колатерал и земам пари и ги инвестирам. Значи фактички, а во исто време, ќе речеш, а зашто не одиш со парите што ги имаш, зашто купиш врзници, него не одиш директно да ги инвестираш? Затоа што добивам камата на врзницава. И плюс портфолието се рачува од врзницата како нели flight to quality, го викаат, меѓутоа тоа е друга, да не отвараме многу. Сакам да кажам дека не се создават, значи како прво пробвед централните банки таа контракција да ја намалят, меѓутоа како да намалят кога веќе тие пари што ги внесват се веќе во системот. Затоа ја немаме таа инфлација. Нели ќе пачатаме пари, ќе се јават инфлација. И тоа сега имате и друга овој можете share screen? Да, повелите, молам. Од преска чекам да го покажеш, да знаеш, сега времето веќе малце побрзо тече. Биди по-концизен. Го гледаш ова сега, се гледа? Не. Окей, извини. Start sharing.
сега го гледаме. Чекај да намалам и јас мојава. Централната банка на Америка. И да трнеме, она е пошто таа фактички сакала, не сакала, мада тие не саке, таа е централна банка и на светот. Тие не саке да едноставно доларот е глобална валута и не може да остане настрана. Што гледаме ова? Што гледаме, правиме муабет за друг сегмент. Правиме муабет за резерви на банките. Резерви, банкава кој ќе штедачи и кој ќе донесет пари, таа се чува настрана дел, другиот дел ги изнајмуваат. Ги кредитираат, ги дават како кредит, така? Ги изнајмуваат како кредит. И сега што гледаме, што сакаме, што ни кажуваат резервиве на банкиве. Ако може да се примети пример до јануари 2009 резервиве на банкиве, а овие се резерви што ги чуваат банкиве, зашто Централната банка е банка на банкиве. Секоја банка која што е во системот си имаат своја сметка, како ние што имаме сметки во банкиве, банките си имаат сметки кај Централната банка. И таму се чува дел од париве. И тие се викаат резерви на банките. И како што може да се примети до 2009 фактички крајот на 2008 пред да се отвори кризава, резерви скоро и да немало. Што значи пари биле пуштени во економијава, се вртеле, се кредитирало, луѓе го создавале, трошеле, враќале, се работело. Најнаш доаѓаат кризава и сега почнува Централната банка легвит да интервенира, да она што кажав да зголеми ликвидноста со тоа што ќе внеси со квантитативно олеснување, така се вика тој начин кај што се внесуваат парите. И сега ти очеквиш тие пари да влезат во економијата, меѓутоа тие пари завршуваат кај банкиве, резервиве што ги имаат банкиве. И овдека се прикажано како резервиве, како што ФЕД уште поќе прови да внесат пари, резервиве на банкиве одат нагоре. И што се случува тогаш? Што се случува? Едноставно банките не се чувствуваат безбедно да ги пуштат пари во економијава, а тие се они што ги создаваат парите, не се Централната банка. Добро, свативме. И наместо да ги пуштаат, да ги пласираат како кредити, они ги чуваат овие пари, така? Да, ги клават во резерви, зашто и што се случува тоа? Тогаш? Добиве тие мала камата, кога ги стават во резерви, добиве некоја мала камата. И таму му се безбедни, зашто ако ги кредитираат економијава, и сега што се случува, па кажа што се случува, разбравме. И што со ова? Сакам да се примети како имат бранои. На секојаш кога ФЕД, Централна банка пробува внесува пари, резервиве се зголемат се повеќе во бранови. Тоа значи Централната банка се обидува да пушти пари за оние кои се во криза, фабрики, поединци ваму таму, и тоа го прави преку банките, но банките не ги пуштаат парите и ги задржуваат во своји резерви. Точно. Значи, федералните резерви глумат дека им помагаат на оние, туку едноставно им даваат на пари на банките, за да банките се чувствуваат безбедно. Не би ги окривал јас тука банките. Тука ако веќе имаме кривицата прашање зашо банките не инвестираат? Зашо не ги инвестираат пари? Зашо не инвестираат банките? Затоа што е криза и им е страв. Тоа го кажа. Меѓутоа, тука што да правиме за криза, пример, тука идаме до политичкиот и социјалистичкиот дел, кај што може да се примети, пример, од некаде пред 2015-та, крајот 2016-та, ФЕД веќе почнува да ги крева каматните стапки и банките веќе почваат да ги намалят резерви, да ги пуштат париве назад. И како што може да се примети веќе кога доаѓа Трамп, ја ослободите економијава, зашто во време на Обама беа големи даноците, регулативите и сето тоа. Чим имаш големи камати, големи даноци, луѓе не инвестираат нити земаат кредити. Не, каматите фактички беа мали. И затоа никому се исплаќаше да ги остават, зашто беа мали камати. И зашто тој вика да нека ни луѓе да инвестираат, да земат кредити. И затоа што ево вака луѓе ги гледаат апсолутно каматите, не гледај го нивото на каматите, гледај ги очекувањата и разликите. Пример, ево да го објаснам пластично. Ако ти мислиш дека утре нема да направиш Ај смени го кадарот, врати се ти, нема потреба ова да стои више. Те молам, предолго стои. Да. Добро, продолжи. Значи ти ако вака, замисли се да се стави секој состојба, ако ти утре не знаеш ни дали 1% ќе направиш профит, дали би зел 1% ако ти се нуди? Не би зел. А ако пример знаеш дека значи што викаш, ако не сум сигурен, џабе ти ми нудиш пари, ефтини пари да ги речам, кој немаат економија, немаат клима.
Значи треба психолошки јас да сум убеден дека имам услови да земам кредити да правам развој. Точно. Пазаров, сток маркет, никогаш во историјава не доживеал врв со иста каматна стапка. Стално е различна. Што значи тоа? Немојме да речеме да имаме на 2% камата, само кога ќе се ниски камати веќе доживееме врв или кога ќе се високи, тоа е динамика. Сакам да кажам да не се гледат апсолутно каматите, дали се ниски или високи, него да се гледат очекувањата. Кажано преведено, ако ти мислиш дека утре ќе направиш 10%, ош земаш и за 5 и за 10% кредит, земаш зашо имаш доверба дека ќе ги направиш тие 10% профит. Кога најчесто се креваат каматите во една земја? Кога ги крева? Кога на земјата и иде добро и е многу богата или кога и иде лошо, па гледаат да пласираат? Иако, нели разбравме, кога е лошо, па неќат да пласираат, па тогаш се качувале каматите. Што е заклучокот? Тоа е добро, многу добро праша. И тука има една заблуда, Милтон Фридман има многу добро, да речем, препознаено. Тие по теоријава викаат демек ниски камати, тоа би требало се ефтини пари, високи камати, тоа би требало се скапи пари. Меѓутоа реалноста го кажува друго. Баш кога ќе се високи каматите, луѓето земјат поќе затоа се и високи. И то се, да речем, зашто тога се чувствува, ако ќе се ниски камативе, луѓето не се чувствуваат сигурни и тогаш зато доларов расте. Значи ова е класично пазарно. Ако има побарувачка за еден производ, не знам, iPhone, Samsung, да, скапо ќе се продава, затоа што луѓето се спремни. Но кога нема побарувачка, ги намалувам цените за да се ослободам од залихите, бидејќи и чување залиха чини. Ти ги намалуваш, меѓутоа тоа е таа дефлација, ако луѓето не купуваат, не се чувствуваат сигурни, знаеш, чуваат задошливи денови. Дали е буквално истото? Дали Дали важи истиот принцип и за пари и за производ кој е баран или не баран на пазарот? Ти како банка, дали ќе го дадеш кредитот ефтино или скапо? Дали ти зависи од побарувачката на кредитот? Апсолутно, од побарувачката, Значи исто како производ, бидејќи производ ако е баран, он е скап. Ако не е баран, гледаш ефтино и да го дадеш, да се ослободиш. Но, браво. Ова фактички кажува дека парите имаат својство на комодити, на суровина, меѓутоа не се суровина. Меѓутоа од тој дел ако гледаш, го има тоа својство. Значи, точно е ова, ја прашувам. Да, баш, тој ни го кажува Графиконов, тоа сакам да кажам, пример, не тие одат на, ако се ниски камативе стапки, луѓето ќе кредит. Значи, сега доаѓаме. А кога има поголема побарувачка? Тоа е најголемата мистерија, како да го предвидиш времето и да го почувствуваш кога, дали е тога кога растат акциите, обично се гледа, или кога опаѓаат. Предпоставам дека кога имаш работа, кога знаеш дека заработуваш, кога ќе си сигурен дека ќе имаш работа, дека нема да изгубиш утре. Ќе земеш кредит. Тогаш ќе земаш кредит, пошто знаеш дека работиш, имаш работа, правиш пари. А не како мене, цел живот без кредит. Никогаш не знаеш која ќе те скине. Колку бара човек и колку реално треба да ризикува во овие работи, бидејќи економските кризи и доаѓаат, дури и личните, па и општествените, доаѓаат заради ризикување. Сите ако играме сигурно, криза нема да има, ама нема да има ни напредок. Колку теоријата вика дека треба да се ризикува? Каков е тој пресметан ризик во кој мора да влезе и банка, и јас? Бидејќи, кога банката ми дава, види, ти си окей, момак, ама имаш 5% ризик. Да, викам, окей, и вие може да рикнете, има 0,1% ризик, значи играме со некаков укалкулиран ризик и едните и другите. Да, се прават проценки, меѓутоа, мислата... Значи, одиме на тоа денеска, последиците... Сакам да кажам дека што сакам да објаснам. Сакам да објаснам дека иако се наводно печатат пари, то не се нови пари, еден сегмент, само се врши трампа, свап. И второ, едноставно, од овде доаѓа дефлацијата. Едноставно, луѓето од една страна не земаат кредити, од друга страна банките не даваат кредити, не ги даваат парите. И не можеш да ги окривиш. И сега е проблемов? Трамп покажа проблемов е пак политички. Таму и решението. Дојде тој што направи, ја ослободи економијава, ги трна даноциве, регулатививе. Да не се повторуваме. Све окей.
Што сега со новава ситуација, дали ја менува севкупната ситуација? Еве, и да имавме и да немавме корона, кон што ќе воведеше оваа должничка криза на ризични камати? Ти прошлиот пат ми рече, што се случи во 2008 и 2011, нити е завршено, туку само е одложено. Што е одложено? Баш така, тој на графиконов тогаш пример почна, за 10 недели се зголемија резервите на 624 билиони, а сега за 8 недели 1,4, значи се повторува истото скоро 2,5 пати повеќе. Значи, тогаш беше почеток, па мало стагниравме и сега пак се враќаме на истово. Сега, сакам да кажам, овој дел од сегментов ни кажува дека за економска нема да има очекувана економска обнова како што луѓето ја очекуваат. Сега тука е различно за Европа, различно е за Јапонија, различно е за Америка. Не можеме сите во исти кош и тоа ќе се одвива во фази. Тука пример гледано од големиве во најлоша ситуација е Европа, ЕУ. Бидејќи ако Америка е, да речам, не е сјајна, ЕУ е многу понесјајна, мислам. Затоа што се повисоки даноците, помалу се создава, едноставно тие си го уништија својот пазар на обврзници, нема кај фактички Централната банка е главниот купувач. Ако Америка има каков таков пазар, и Јапонија веќе 20 години наназад го прави тој никако да функционира. Тоа сакам да кажам, ова не е нешто ново. Доискажи се. Сакам да кажам дека ова Не, доискажи се што сакаше да кажеш за Јапонија? Јапонија го прави ова веќе фактички не ќе доживеа пат, страшен пат 89-та година, после 80 тука 90. Ама што Јованчо? За што збориш? Пат на берзата во Јапонија. Зошто? Окей, друга, тоа беше бабл. Бабл, добро, окей. Ја реков она за пуштање пари. Имаше креш 87 на америчките, па парите се префрлија во Јапонија, па тамо се направи бабл, после се префрлија во Азија, па тамо имаше currency bubble, капиталов шетат и сакам да кажам дека Јапонија, пример, ги прави овие, не го нарекуваат тие квантитативно, не функционира луѓе, не функционира. Ево, проба Америка 2008. Пак не те разбирам. Што е го прават ова Јапонија? Што е тоа? Квантитативно олеснување, тоа тие не го викаат, внесуваат кеш, пробајат да заживеат економијата. Дали стигаат, клучното е, дали стигаат парите во економијата? Не сите, дури поголем дел, да, тоа сакам да ти кажам. Чекај, не сите, да, доврши ја реченицата. Убаво. Океј, да не ќе се да ставаме во исти кош да клама апсолутно, але ево вака да речем, најголемиот дел остануваат кај банките. Така. Зошто се враќаме на она дека на банките има ризик да ги дадат парите оти условите не се добри. И сега како се изгача од тој круг каде што змијата си го јаде опашот? Да се ослободи економијата. Како? Со ниски даноци? Намалување даноци, тргање регулативи. Пример, дури беше Обама, фирмите имаа пари, меѓутоа не ги инвестира. Дел сведеа надвор во Ирска, пример Apple, кога дојде Трамп кој му даде холидеј, Apple буквално до $1 си ги врати назад во Америка. Не е толку страшно, ќе си ги дојде тие дома. Пуште ги, немој да му да земаш 40% данок. Значи, тоа е она што американските компании се иселија во Кина заради даночните олеснувања. Да, една од примарните причини е тоа. Да, секако втора е после ефтина работна рака и така натаму. И регулативите кои ги имаа на пазар. И видиш, тоа е интересна разлика што, например, во еден Тексас, каде што Елон Маск вика јас се селам од Калифорнија, идам во Тексас, како што и многу компании, Виктор Трифуновски кажува, веќе мигрираат американски компании. Невада, Флорида исто. Си идат кон Флорида. Зошто? Затоа што регулативите се најлесни, најослободувачки. Тој Преведиво тоа, политичарите помалу пари му земеат. Помалу го рекетираат, така преведи. Данокот каков е? Во пример во Флорида нема данок. Не ова стейт. Зашто имаш нели федерал, Флорида нема, Тексас нема. И кога ќе видиш таму гравитираат.
Има и други сегменти тука, пример, многу исто битен, нема да речеме да клајме се во еден кош, меѓутоа да ги препознаеме главните. И то многу го каже овој од Apple CEO-то, што е главниот. Тој мислам многу не знам зашто може да работам, но тоа ми е пред очи. Тој вика не дојдовме ние во Кина за ефтина работна сила. Тој вика да е long time gone, тоа одавна. Вика јас во Америка ако успеаме да собереме на соба со инженери, во Кина можам во истото време 2 стадиони да наполнам со инженери. Го читав текстот, ја можам подобро да го објаснам. Тој е текст кој го објави Трендо во Офнет. Тој е разговор помеѓу Обама и Стив Џобс. За жал не можам да го најдам, 2-3 пати го реобјавив тој текст, ама веќе се изгуби. Значи, тој е разговор негдека пред Стив Џобс, каде што Обама го вика и вика зошто не го донесеш Apple во Америка? Нема поголема американска компанија ни цел свет во моментов, заедно со Coca-Cola, нормално. Он вика, нема шанси, вика. Мене ми требаат 7 месеци за 1000 инженери во Америка. Во Кина, истите инженери ја ги имам за една недела. Значи, вика, работна сила ми треба, не е проблем колку е платена. Значи, знаење. Мене ми требаат електроничари кои можат да работат со микрочипови, ми требаат 10.000 за да можам конечно да произведам. Фабриката која произведе, нема таква фабрика. Дали разбирате дека Америка не може да произведе 10.000 инженери така квалификувани годишно, колку што може Кина тоа на дневна база ги вади. Па вика, ја имам дипломирани каде што пред седиштето на фабриката кај што го произведуваме iPhone-от во Кина, спијат и чекаат. Вика, само еден да се откаже, за да друг дојде да работи. Значи, тука е ова најнакратко, му кажува на Обама дека условите во Кина им се поволни и то само од аспект на школство. Да не речам тука како е за даноци, бидејќи, нели, ќе се регистрира iPhone како и Google во на некое островче, зашто да даде 200 милиарди у Америка? Ти текнува. Значи, не го ослободуваш. Таа идеја дека богатиот треба да му ги земеме парите е најглупава работа. Точно е дека имаат превише пари. Ама гледаш дека колку повеќе има богати, толку повеќе има... Кој ние богати? Не, прво создава работни места. На крајот на краиштата, ја разбирам дека има и себични луѓе и перверзни, колку што има и меѓу нас доле. Но еве ако видиш, најбогатите луѓе во светот им рекоа на своите деца, ќе имате школство, ќе ви давам куќа, кола, али парите не ви ги оставам вас. Па ги донира. Бил Гейтс уште пред 20 години се откажа од половина од своето богатство, околу 40 милиарди долари ги даде за светско здравство. Во меѓувреме толку добро му иде, го дуплираше сето тоа. Значи, исто имаше заедно со него кој рече, вика, ние нема да умреме со овие пари во нас, тие ќе ги дадеме. Што значи, тие успешните со идеи, кои имаат предприемачки дух, Тесла бил гениалец, али немал предприемачки дух за разлика од Едисон. Едисон знае да направи дил со бакарната индустрија, со индустријата за бакарни кабли, кои Тесла не можел да се расправа и да им каже што ти бежичано без бакар, тоа ќе правиш. Не, ние идеме со овој. Нема тука за говори, бе, чиста математика е у ова. Многу едноставен капитализмот, а не теории на заговори или што ти ја знам. Едноставен е. Знаеш, имате еден сегмент, богатите. Се комплицира кога ќе почне социјализмот, државата да контролира, па она ќе каже, види, во име на социјален мир, на здравство, на ова, на она. А гледаме во социјализмов, здравствово е 100 пати полошо од тоа лошо капиталистичко здравство. И онда се прави, ама таму приватно се плаќа. Па човече, еве, се повеќе луѓе почна кај нас да приватно здравство, затоа што здравјето нема цена. 700 милиони евра од буџет одат за здравство и кај нас се плаќа, не е бесплатно. Таа е на лагите, викат бесплатно. Како бесплатно кога креваш даноци и акцизи, значи некој плаќа, не е бесплатно. Ај ослободиме од тие акцизи и оставиме сам да се одлучам како ќе се лечам. Ај одлучиме ја дали ќе си направам свој пензиски фонд, ќе си штедам или така натаму и така натаму. Па и да видиме тоа. Не, ама тоа викаат, чекај, Јованчо, ние сме солидарно општество. Не може секој да заработи. Мораме да се мислиме и за оние кои не можат, кои немаат. Ние мораме
Jednostavno сме се договориле како цивилизација, ние не можеме само да бидеме по Дарвинова. Јас сум способен да работам, другите нека идат низ вода. Јанко, има начини тоа да се реши вистински и сега не е решено. Така. А има начини да се реши вистински, да му се помогне на оној што треба и како што треба. Меѓутоа сега има тука една пример, ушена лага, заблуда да речам, тие нон-стоп се базираат на завист, на сето тоа и ја продаваат 1%. Меѓутоа, тука не кажува дека и тие си тие во 1%. Политичарите. Во Америка 1% се рачуна на $300,000. Па кога ќе видиш политичари, милионери се. Па чекај, вие сте во тие 1%. Ама не овај, ама чекај, онај дават пари, ти ми ги земаш пари, бе. Како може и тоа сега да е лошиот, а ти што ми ги земаш да си добриот? Јованчо, дали си видел во еден филм, било кој американски, дека државата е лоша? Не. Значи, сите зла на непријателот се некои компании, корпоративниот бизнис кој е безмилосен. Значи, сите теории на заговор секогаш произлегуваат дека компаниите ги контролираат политичарите. Они ги купуваат. И тоа е точно, например, за да се заштити еден Apple од конкуренција. Замисли сега ти у Америка извадиш бољи телефон. Замисли да извадиш и да го срушиш, незамисливо. Apple мора да обстане. Како што некогаш во Југославија тоа беше, ајде да кажам која компанија, некоја голема југословенска, подсети ме било која, некоја голема Океј. Црвена застава. Црвена застава. И они прават фича. И сега ти искачаш, чекај, фино тоа фичото. Ајде да видиш, имам подобра кола и поевтина. Ау, па како тоа? Не може, ти нема. Ние сме одбрале, овој ќе биде. Крај. Значи, мене затоа и, нели, тоа е сега борбата на левица и десница. Од една страна, големите компании кои се развиле, секако они вложиле и многу во развој, и во наука, и во ноу-хау, и идат и така натаму. Но они бараат да бидат потполно заштитени од политичарите. За кога ќе дојде систем некој копил, кој ќе излезе со идеја, како што Стив Џобс бил копил пред 20 години, никој ништо, па го срушил AT&T, ја срушил Nokia, сруши еден Ериксон го сруши, па и Sony го сруши, а сега не смееш да го срушиш Apple или Samsung да го срушиш. Зошто? За 20 години нам ни се пере мозок. Значи, пази, најголема телефонска компанија на времето беше Nokia и таа по природни работи пропадна. Сега Samsung и Apple не смеат да пропаднат. И они ќе го купат Обама, овој ќе го купи оној, само да се заштитат. Зошто? Затоа што ти го кажував она. Имаат сега многу пари. Корпоративен социализам. Имаат многу пари и сега се малце мрзнени, ама имаат многу пари, дај никој да не се закачаме, да не се разбие. И затоа купуваат. Еве го, Facebook скоро го купи Гифи. Овие за Гифо и смешната страна. Не знам колку милиона. Само за да утре не се развие во некоја платформа која може да им стане конкуренција. И се откупува. И тоа е природно. Ама и природно и дека на луѓе ќе им дојде преку глава, па бараат нешто интересно кој што прават тинејџери. Кај имаш тинејџер на Твитер, млад, прогресивен, на Твитер или на Фејсбук, они бараат нови апликации. И сега овие мора да се заштитат. Значи, системот едноставно има интенција да се корумпира себе си, за да обстане. Ја ги разбирам и големите компании. Ако се дозволи тоа, да, работата е да не се дозволи. Види, на Apple ќе му дојде крајот ако се продолжи со тие протекционистички политики. Затоа што Samsung фактички дојде како одговор на Западот. Samsung дојде до второ место позади Intel. И сам неверојатно. И то за многу кратко време. Сега последно баш сега читам, мислам од тој бизнесум, Кина веќе ќе превземе приметот од LG од Samsung за панели, LCD. Да, Huawei тука ќе они многу значи цела држава застана зад Huawei. Добро или лошо, ама Huawei наредниве деценија ќе го гледаме како експлодира, како што на времето експлодира Nokia, па како што експлодира Apple, па како што експлодира Samsung и пак таа една циклична форма. Ја памтам, Јованчо, Тајван беше поим за напредна технологија. Денеска кој го спомнува таа, а пред Тајван кој беше? Хонг Конг, да ти кажам. Пред Хонг Конг беше Сингапур, пред Сингапур беше Јапонија, пред Јапонија беше Америка.
И тоа, луѓе, само ако го следиш вака историски, ти станува јасно. Невозможно е. Единствено спасе во мозоци, во идеи да развиеш. Твоето знаење тамо се тој Силиконски капитал. дол. Тамо е тоа е. Тоа е целата работа. Тоа е учена заблуда. Па денеска Америка не обстанува заради iPhone, затоа што обстанува од 90% од патентите кои се овде, во технологијата на автомобили, во технологиите за сите напредни технологии кои ги имаме, се у Америка, се негде регистрирани. Се менува веќе тоа. Се менува веќе. Маск сега отвори годинава, погоди кај отвори во Шангај. Јас имам колеги мои, најдобрите електроинженери, кеширани јако, погоди кај се, Шангај. Не прашуваат за знаење, кешира. Мислам, што сакав да кажам, имаш нешто. Што очекуваме сега? Што да го привршиме разговорот? Значи, што очекуваме сега? Во суштина мерките што се повторува истото од 2008 и се уште поголема базука што ја викаат, кој е ФЕД, Централната банка, и не се гледа ниту една причина зашо и ги имаме и други знаци. Зошто Трамп ќе го дозволи тоа? Ако не е добро. Политика е избори, се игра валкано. Тој е страшно добар играч, меѓутоа има направена не баш добра проценка. Тој го нарече мочуриште на корупција. Не е мочуриште, она е еден цел океан на корупција. И тој буквално сам се бори против сето тоа и страшно добро се бори. И меѓутоа сам е и уште 4 години ќе. Мислам после ќе дојде некој друг, а кој би се нафатил да бори да ја води цела ова борба. И едноставно се знае историјата. Иванка Трамп. Молим? Иванка Трамп. Не знам. Во суштина, окей, можам да кажам што кажи историјава. Што кажи? Циклично. Да? Кажува, пример, Трамп е сега ево да ојме на Југославија, да споредим. Југославија 60-тите одеше надолу, 70-тите се зема кредити, нели, се развиваше, оде нагоре, 83-та банкротира, надолу, и Анте Марковиќ беше на последниот пик нагоре и после беше крај на забавата. Сега јас го гледам Трамп нешто како Анте Марковиќ. Во суштина и Америка Реган, Буш нешто, Клинтон надолу, Буш нешто пак другиот, Обама надолу. Колку и да се комуњари, срцето им заигрува на сите на Балканот, кој ќе го спомнеш Анте Марковиќ. А што е суштината на Анте Марковиќ? Беа пари, ама не беше до него, требаше длабоки реформи на системот. Тој не беа лоши идеите, меѓутоа не беа створени. Но во суштина што направи, зошто направивме пари? Не пушти слободно да отвараме бизниси и да си тераме. Делумно тоа, меѓутоа резервите беа наполнети од лошиот запад, зашто Југославија немаше резерви. И тие не траеа ни цела година не траеа. И после пак се јави инфлацијата, зашто не може на банкротирана економија, да речам, наеднаш ти да го направиш конвертибилен, да направиш конвертибилна валутата, туку така. Мораш да имаш некое покритие, поготово што смени периферна економија, или Југославија, што беше на време. Значи мораш да имаш, и тоа беа парите од Западов, за да и се помогне, и беа даени под услов да се направат реформи, не беа туку така даени. Меѓутоа, реформите не се направија, парите се потрошија, крајот на декември си дојде пак инфлацијата и поќе, мислам, наредната историја. Почна нереди. Меѓутоа, од економски аспект, ова ето што се дешаваше. Зашто ја земам овој пример? Циклично мора се гледа да работите. Јас сега Трамп го гледам нешто како Анте Марковиќ и гледам што се случува, мислам, невидена корупција во Америка. Обама гейт, што е Мики Маус, ова. Што е Обама гейт во моментов? Едноставно користење на FBI, на CIA, на не знам кој, сите државни органи за прислушкување на Трамп, за следење на Трамп, за обструкција на Трамп. Мислам, тоа се знаеше, не знам, Трамп тука изигра политички, има тоа една интересна тактика што ја користи. Тој ги остава прво нив да ги, наместо јас, например, да те убедувам, те оставам прво сам да видиш, за да не морам јас да те убедувам. И тој ги остава нив да истршат. Сега ќе видите, јас сега идам. Значи, да не ве убедвам, јас да не ви кажам, може да ќе ми вервите, може да не видите сами. Тоа беше исто така и со даноците. Да. Тој почна првот дојде на власт и почна го кладе Обама Кејер на гласање. Јас бев Трамп, што правиш бе, даноците едно
А тој знае многу добро дека во републиканците имаат нездрави јаболка, дека ќе го спречи и тој ги истаде да се истрчат и се видоа кои си, после кога дојдат даноците само гладко си помена што базата одма се јави, вие што правите таму, ајде, ама фотелјава мо нешто како. Ќе гласа за даноци. Решението за секоја земја во оваа ситуација, еве имаме воредна ситуација, имаме елиен слетал, нели, воена ситуација, се тепаме со пушки, по ровови, гинеме. Колку побрзо ова заврши и да се пушти економијата што е можно со воредни мерки послободно. Еве, година дена ослободени од даноци и така натаму, за да експлодираат бизнисите, за да експлодира се, за да после имаме да УЈП и државата има уште поголема и подобра берба во секој сегмент. Така да за една година државата нема да пропадне, а може да експлодира. Дали ваква некоја, да речеме сега, искарикирана мерка е можеби најдоброто решение сега, бидејќи се уште бизнисите многу срамежливо, месец, два, ама допрва ние ќе ги почувствуваме последиците од ова насилно затворање на економијата. Баш така. Види, решението е за жал политичко, зашто таму е проблемот. Сега, теоретски апсолутно дека е можно. Можно е, пример, има решение за долгот. Има политичари ве сиве овие години, што ги рачунаме кензијанско, марксијански, тие само земе без никаква идеја да ги врате. Ти долгот само си расте. И после луѓето од кај долгот дома има. Ама така е Италија, така е Ирска, така е Грција. Освен Германија, ја не знам друга земја што не е задолжена. Ој, Германија има проблеми со општините. Аха. На 50% општините не се баш јајни. Со долго на општините, не долго на федерално ниво. Долго на општинско ниво. Има голем број одговорности, финансиски кои што не се покриени, долги место, едноставно. Значи, што сакам да кажам, многу завршен збор, Јованчо, бите замолив да завршиме. Теоретски, апсолутно дека има решение. Решението е длабоки политички реформи, меѓутоа, реално, бараме од тие што го создадоа проблемот да го решат проблемот. Што тебе тоа ти збори? Што очекуваш тогаш дека ќе се случи? Очекувам јас Реално. Другите... Значи, пази, идеме у хладилница и двајцата навиваме за Милан, али игра со пола тим и игра против Барселона со најдобриот тим. И сега викам, го сакам Милан, ама пара ќе ставам на Барселона. Така да и тебе те прашувам, значи, на страна што сакаме и што е реално, црни ли се прогнозите, црно ли ни се пишува, знаеки како постапуваат овие? Океј, да речем не се розови. Океј? Сега, сакам ова да го пренесам. Америка нека прави што ќе прави, Кина нека, и ние зависиме од сите ни. Меѓутоа, мене ми е Македонија. Да знаеме што идат, да знаеме кај е проблемот. Зашто ќе биде, нема да биде фино. Па да не почнеме партиски, етнички, религиозно да се препекуваме. Не е луѓе тамо проблемот. Вамо е проблемот. Дајте да знаеме што идат, да знаеме дека нема да е убаво, да сме спремни. Каде е проблемот во Македонија? Исто политички. Исто политички, треба реформи. Значи, тамо е проблемот и тамо е решението. Значи, решението е, што сакам да вам кажам и сова, никакви економски проблеми, реформи нема да помогнат ако не се адресира проблемот кај што вистински е политички. Тамо е да се одземи моќта на државата од политичарите, да се збогуваме со тој социјализам и да му се даде на работните луѓе, во нив да е моќта. Вака, по заклучок од тебе, за зипу упалјач. Дај ми запалка. Значи, донесов заклучок дека ќе не биде и така. Океј, ми беше било што се запознававме, повели у недела на Благапченица, така да боле ова вака ќе го завршам, него ли да чекам дека политичарите ќе се свестат за 6 месеци и овдека ќе се опре и работа. Благодарам Јованчо Спировски, беше тоа, почитувани гледачи, поразговаравме за ова. Немилите сцени, како Јанко Запален трча низ
низ студио, ќе ги видите на YouTube, најверојатно снимени од озгора. Збогум, драги мои, веќе нема никогаш да се видиме.